Од ноќеска во 3 часот по полнок започнува зимското сметање на времето. Часовникот ќе се врати 1 час наназад, односно ќе биде 2, а денот ќе трае 1 час подолго од останатите во годината. Со менувањето на времето се добива светлина во утрата, но и порано ќе се стемнува. Експертката за проблеми поврзани со спиењето Сања Ѓорѓева објаснува дека секоја промена на часовникот е проблем кај граѓаните и им треба време да се навикнат на новата промена. Но ова сега што доаѓа промена на време, таа е поприродна за човекот и таа е природното, да кажам, сметање на времето. Пролетната е малце потешка за привикнување, меѓутоа секоја промена и ова и следната ќе ја почувствуваме, особено првите 3 до 7 дена ќе ја почувствуваме во однос на расположение, намалена концентрација, поголема поспаност, бидејќи иако часовникот ќе се промени, сепак на нас ќе ни треба време повторно да се синхронизираме со новото време, легнување малку подоцна и будење малце подоцна, па поради тоа потребно е првите неколку дена да бидеме малце повнимателни и малку повеќе да одмараме. Ѓорѓева објаснува дека проблемите со заспивање не се само заради промена на стрелките на часовникот во есен и пролет. Таа објаснува дека многу е зголемен бројот на луѓе кои бараат помош во делот на проблеми со заспивање и рано станување, но свесноста станува поголема. На возрастните би кажала еден мал совет, доколку не можат да заспиат веднаш, се препорачува ако во рок од 30 минути не се заспие во креветот, подобро да станат, да прошетаат, не мора да палат, никако да не палат телевизор или телефон во тие моменти, но да прошетаат, дури книга може да се чита со мало задимено светло, за малку да се направи промена, да не се лежи во креветот 1 или 2 часа ако при тоа не можат да заспиат, бидејќи така го тренираме телото дека треба да лежиме во креветот да не спиеме. Менувањето на времето за прв пат било воведено во Германија во 1916 година за време на Првата светска војна со цел подолго користење на дневната светлина и заштеда на електрична енергија. Во последните години се почесто се отвара дебата дали ваквото прилагодување има реален ефект во современите услови. Зимското сметање на времето ќе трае до март 2026 година, кога повторно ќе се вратиме на летното сметање.